Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Советот на општина Кочани го прифати предлогот на општинската администрација за субвенционирање на набавката на печки на пелети и инвертер клима уреди. За финансиската подршка ќе може да аплицираат граѓаните кои ќе купат вакво грејно тело до 20 декември годинава. Општина Кочани ќе субвенционира набавката на инвертер, клими уреди и печки за пелети, за што сопствениот буџет ќе издвои 600.000 денари. Согласност за финансиската подршка даде и Општинскиот совет, при што максималната поединечна сума за секој барател ќе изнесува 10.000 денари, според принципот прв дојден, прв услужен, се до исцрпувањето на планираните средства. На 31-та седница, на чиј дневен ред меѓу другото се расправаше и за ваквиот предлог, беа дадени и други ставови за тоа како да се намали или спречи загадувањето на воздухот, а имаше и критики за предложената мерка за субвенции. Сметам дека со овој потек многу наши сограѓани ќе се решат да го променат начинот на грејење во оваа нова престојна грејна сезона, со што ќе допринесат за намалување на загадувањето. Можеби и јас сметам дека ова 600.000 денари се малку средства за субвенции, но се надевам дека ова е само еден почеток и мал чекор на општина Кочани во зачувувањето на животната средина. Вкупно може да субвенционираме 60 граѓани на општина Кочани. Со ова популистичка мерка нема ништо да смене за здравата животна средина. На сите ни е јасно. И бившиот градоначалник на, да бидам самокритичен, бившиот градоначалник на Скопје Коци Тренарски правеше вакви политички мерки, па Скопје е најзагаден град во моментот во светот, во трите најзагадени градови. Сметам дека исто не само ова и следната година општината треба да даде субвенции во овој дел, бидејќи од оваа работа корист ќе имаме сите граѓани. Значи воздухот кој што го дишеме, ќе го парафразирам колегата Димитров, го дишеме и ние и вие и сите други. Од тај аспект, значи и намерата и интенцијата треба да ни биде дека сите граѓани кои што се греат на дрва, ќе треба да размислуваат во иднина да го сменат начинот на грејење. Многу поголема ефикасност и на поголемо задоволство на граѓаните секако ќе најде оваа мерка, ако се спроведе, значи некој филтр да се обезбеди на поранешна целулоза отколку ова. Различните ставови околу предлог мерката за субвенција ја загреја атмосферата во салата на Советот, па дискусијата проложи во насока за наоѓање други начини за намалување на загадувањето на воздухот. Мислам дека ова не треба да го игнорираме оваа предлог мерка, него баш напротив треба да се заложиме, како што беше и тука и од дискусиите, во наредниот период да се зголемува сумата на средства која што ќе се издвојува за оваа намена. А инаку што се однесува до филтер, ние не можеме да даваме пари, да ставаме филтер на приватна фирма, да ја ставаме филтер. Јас сум за тоа да се заложи максимални напори да направиме, да, како што беше со геотермалната вода, максимални напори да направиме, ја и пред некој ден на градоначалникот му предложив, да направиме максимални напори да се тамо реши тој проблем. Па не знам, со секакви средства да ги користиме, и популарни и непопуларни. Печките на пелети се многу поеколошки. Без разлика што колешката спомна дека нема сигурни научни истражувања. Меѓутоа, знаејќи ги некои параметри, можам слободно да кажам дека печките на пелети помалку ќе испуштаат гасови кои се штетни за човековото здравје. А што се однесува до инвертер климите, тука немам двојба, мислам дека тие се комплетно еколошки и ова сето го сватив како пилот проект во оваа година, за да знаеме како да се однесуваме со субвенционирање во наредната година. По овие дискусии следуваше објаснување кои граѓани ќе можат да аплицираат за субвенции, а имаше и предлог да се издвојат уште 600.000 денари за регулирање на градската депонија кај Бели, односно за носење земја за нејзино затрупување. Секој градежна парцела која се прочистува, патишта што се градат, се што се вади земја, се носи право на депонијата. И тука, мислам дека соедно ќе се сложиме
дека ова депонија не почна вака да чури од мое време, чури 10-20 години, тоа не е изговор, спремен сум да направам и да преземам се што ќе каже еден проект да го спречиме овој горчив проблем на граѓаните на општина Кочани. А климите и сето оно друго што сакаме да го помогнеме, дозволете да видиме дали ќе даде ефект. Еве, ако не почнеме ова, денеска ќе зборувавте каде ви се субвенциите? Даваме субвенции, зашто давате субвенции? Не даваме субвенции, зашто не давате? Па како да ви погодиме? Значи, дајте да бидеме искрени. Реков дека сме спремни не само овие 600.000, него колку ќе се пријават, толку да субвенционираме, ќе направиме уште една измена за доброто на сите граѓани. Нема никаков проблем. Стравот наш е да предвидиме повеќе средства, ќе биде лоша на крајот на година да сме реализацијата на буџетот, ќе ни останат средства, а негде можеби ќе ни фалат. Затоа одевме внимателно, а спремен сум, еве, давам збор на првата наредна седница да ја прошириме и да ја зголемиме оваа ставка. Предлогот за дополнителни средства од 600.000 денари за носење земја на градската депонија не доби поддршка од мнозинството советници. Со 14 гласови за беше усвоен предлогот за субвенционирање на граѓаните кои ќе купат печка на пелети или инвертер клима уред. Започнаа градежните работи за асфалтирање на улицата Трифун Вангелов во село Мородвис, општина Зрновци. Во тек е реализација на уште 3 проекти во оваа општина. Започна изградбата и асфалтирањето на улицата Трифун Вангелов во село Мородвис во должина од 400 метри. Општина Зрновци средствата ги обезбеди преку програмата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Градоначалникот Блаже Станков рече дека со добивањето асфалт на оваа улица значително ќе им се олесни на жителите во ова село. Општина Зрновци во моментот работи на повеќе проекти. Еден од тие проекти е изградба на улицата Трифун Вангелов во село Мородвис. Ова улица е во должина од 400 метри, ќе биде асфалтирана со широчина од 5 метри и сата е пропратена со тротоар со цел да ги заштитиме пешаците од сообраќајот. Овие средства се обезбедени преку Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и руралниот развој. Тоа оглед дека оваа улица беше со широчина од 2,5 метри, а самата широчина сега од 5 метри навистина ќе обезбеди подобра и побрза мобилност на граѓаните на село Мородвис и бидејќи се протега низ централниот дел на село Мородвис, јас навистина сметам дека со ова ќе направиме голем придонес за граѓаните на село Мородвис. Станков истакна дека во тек е реализација и на уште 3 проекти во општина Зрновци, меѓу кои изградбата на етно куќата на локација до градинката. Управата за јавни приходи ги известува граѓаните од општините Зрновци, Чешиново, Облешево дека ја продолжува активноста за поголема достапност до граѓаните преку така наречените мобилни даночни шалтери. Во текот на наредниот месец, специализираното возило на управата по еден ден ќе престојува пред зградите на двете локални самоуправи. Управата за јавни приходи продолжува со проектот за достапност до граѓаните, поради што со писмен допис ги известува жителите на руралните општини во источниот регион, во чии населени места нема соодветни даночни шалтери, дека ќе им овозможи да ги добијат потребните услуги за подмирување на обврските, без притоа да доаѓаат во нејзините регионални канцеларии. Реализирањето на активноста мобилен даночен шалтер е можност за поголема достапност до даночните обврзници и ќе се реализира во текот на идниот месец. Едно од 3 специјално опремени комбиња во текот на наредните 2 недели ќе престојува во источниот регион. Односно во вторник на 5 ноември ќе го посети Зрновци, а в петок на 15 ноември ќе биде во Облешево. Возилото ќе се стационира пред општинските згради во периодот од 10 до 15 часот. Граѓаните и овластени представници на фирмите од овие општини, без да го напуштаат своето место на живење или работење, ќе можат да ги добијат сите даночни услуги и информации, да ги достават сите видови даночни пријави, барања и слично, како и да подигнат документи што ги издава Управата за јавни приходи. Според календарот за работа на мобилните даночни шалтери, посетите на помалите населени места ќе продолжи во наредниот период. Целта на вработените во Управата за јавни приходи е секој месец да ги посетуваат населените места каде што нема постојани даночни канцеларии, како и локации што дополнително можат да се утврдат во соработка со општините и потребите на локалното население. Младинска ликовна колонија Свети Пантелеймон 2019 започна во Кочани. Учествуваат млади уметници од Кочани, Кратово и Ново село Струмичко, пошто ќе следува ликовна изложба на насликаните дела.
Во Кочани започна 7-та младинска ликовна колонија Свети Пантелеймон 2019, која ќе трае до петок, 1 ноември. Младите уметници од Кочани, Кратово и Ново село Струмичко сликаат на различни локации во градот, а темата е архитектурата и убавините на Кочани. Оваа година, поради недостиг на финансиски средства, е младинска републичка колонија. На оваа ликовна колонија се разбира со поддршка на општина Кочани. Поканивме 10 учесници, меѓу кои еден ментор, професор. Станува збор за учесници од Ново село Струмица и од општина Кратово и од секако од нашиот град Кочани. Значи, учениците оваа година се инспирирани од градот Кочани, ќе сликаат во акрилна техника на платно и во овие 3 дена им предстои голема дружба, прошетки низ градот, запознавање со културното наследство за градот. Се разбира, по завршување на оваа ликовна колонија ќе следи и организирање на ликовна изложба, пропратено со каталог, кој што исто така е овозможен од општина Кочани. Младите уметници кои учествуваат во колонијата сликаат на теми инспирирани од градот Кочани, а учеството им е можност повеќе да се дружат и да споделуваат искуства меѓу себе. Јас сум Марија Малијанска, дојдовме на колонијата во Кочани, на 3 дена сме и цртаме различни мотиви во Кочани, од Кочани. Најдовме мотиви различни. Конкретно ти зашто црташ? Јас цртам за оддел од градот Кочани, стара архитектура. Проектот е финансиран од Министерството за култура, а е во организација на Центарот за култура Бели Мугри. По завршување на колонијата ќе следува ликовна изложба на насликаните дела, за чија организација јавноста дополнително ќе биде информирана. На 6 ноември во 19 часот во Центарот за култура Бели Мугри ќе биде прикажана монодрамата Дневникот на лудиот од Николај Гоголј во режија на Ѓорги Ризаски, а во изведба на Бобан Алексовски. Дневникот на лудиот е насловот на монодрамата што ќе биде одиграна во Центарот за култура Бели Мугри. Станува збор за монодрама која е работена пред 3 години, како дел од независна продукција, после 2 годишна пауза на покана на театар Сенки и облаци во Дебар Мало. Дневникот на лудиот досега има учествувано на 4 театарски фестивали: Интернационалниот театарски фестивал на монодрама во Битола, Меѓународниот театарски фестивал Војдан Чернодрински Прилеп, на Интернационалниот театарски фестивал Лица без маски. Оваа година представата усвои награда за најдобар актер на фестивалот за Бобан Алексовски. На Интернационалниот театарски фестивал Батив Тирана, Албанија, во 2017 година монодрамата усвои 2 награди за најдобар актер и најдобра режија на фестивалот за Алексовски и Ризески. Во однос на содржината, Аксентија Ивановиќ го трча последниот круг на надежта, заедно со своите гости, кои ја слушаат и оценуваат неговата приказна. Секој во публиката размислува различно, а секој одговор му е важен на Аксентија, за да продолжи да живее. Дали луѓето сакаат да ја чујат вистината? Дневникот на лудиот е провокативен текст, кој иако напишан во 1835 година, се уште е актуелен. Гоголј сака на некој начин да не разбуди од сонот од кој сме сите заслепени во секојдневието и проблемите околу социјалниот момент, трката во која живееме. Нашата представа се занимава со тоа колку е важно да се има подршка за да се успее во животот, колку сме виновни што сме добиле или не сме добиле од него. Разочарувањето не е одговор. Има нешто среќно што го трагаме сите, но многу пречки што самите сме ги создале, не ни дозволиле за да конечно го најдеме и му се радуваме до крај. Порачува екипата Бобан Алексовски, дипломиран актер, и Ѓорги Ризески, дипломиран режисер. Монодрамата е во склоп на манифестацијата Нов културен бран на Министерството за култура. Следува информацијата од спортот. Екипата од генерацијата 2006 на фудбалската школа Фудбал Старс е елиминирана од учеството во надпреварите за младинскиот куп на Македонија. Во четвртфиналето тие загубија од тимот на Шкупи од Скопје.
Младите фудбалери на фудбал Старс од генерацијата 2006 се елиминирани од натамошните надпревари за освојување на младинскиот куп на Македонија. На реванш средбата во рамки на четвртфиналето, тие на домашен терен загубија од тимот на Шкупи од Скопје со висок и убедлив резултат од 0:4. Со оглед што и на гостувањето во Скопје нашите фудбалери беа поразени со 3:0, ваквиот развој на настаните покажува дека гостите заслужено продолжуваат понатаму, односно ќе играат во полуфиналето. Сега, нашите млади фудбалери се концентрирани на учеството во правенството на Младинската лига Југоисточен регион, каде се на врвот на табелата. Предизвик за нив е предстојната средба, што в недела ќе ја играат на игралиштето во Горни Подлог, при што ја пречекуваат силната екипа на Академија Пандев. Средбата започнува во 14 часот. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете понатаму со нашата програма. Довидување.